ден по избори следите вести на Слободен печат. Добре дојдовте. Кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Ѓорѓиевски и актуелниот пратеник на левица во собранието Амар Мециновиќ одат во вториот круг за избор на градоначалник на град Скопје, што ќе се одржи на 2 ноември. Кандидатката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалник на Скопје, Каја Шукова, не успеа да влезе во трката за престижната функција и според првичните резултати во првиот круг заврши четврта меѓу 16 кандидати кои се тркаа за прв човек на главниот град. Според последните ажурирани податоци на Државната изборна комисија, објавени утрово во 7 часот, од обработените 100% од избирачките места во главниот град, Ѓорѓиевски е прв со освоени 39,43% од гласовите на скопјани, или 91.582 гласа, додека кандидатот на левица Мециновиќ има освоено 13,20% од гласовите, или во апсолутни бројки 30.659 гласа. Најмногу гласови во Советот на град Скопје освои коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН 35,15%. На второто место е левица 11,83%, а на третото место е коалицијата Влен 11,77%. Стануваме лидер на опозицијата. Мециновиќ испишавме историја. Ова го изјави лидерот на левица Димитар Апасиев, нагласувајќи го континуираниот раст на поддршката од граѓаните во последните изборни циклуси. Од 8 кандидати за градоначалници во 2021 година, сега имаме 20. Од 38 советнички листи 53, во вкупно 80 општини. Од 50.000 гласови пораснавме на над 75.000. Од 48 советници сега имаме над 70 советници. Тоа покажува стабилен раст и јасен сигнал дека левица е сериозен политички фактор, рече Апасиев. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од левица Мециновиќ исто така се обрати пред јавноста нагласувајќи дека Скопје покажало храброст и подготвеност за промена. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека на овие избори имаат освоено повеќе гласови од последните парламентарни, а многу повеќе од тие во 2021-та. ВМРО-ДПМН има победа во над 30 општини, уште во првиот круг од локалните избори. Како што посочи Мицкоски, ВМРО-ДПМН во првиот круг освоила градоначалнички места во Делчево, Струмица, Берово, Прилеп, Битола, Штип, Кавадарци, Гевгелија, Свети Николе, Охрид, Карбинци, Демирхисар, Киселавода, Газибава, Сопиште, Ресен и така натаму. Тој порача дека граѓаните на изборите не избирале партија, туку насока, вредности и луѓе што веруваат во работа. Тој додаде дека има и огромно водство во град Скопје и оти победата на Ѓорѓиевски ќе биде неизбежна во вториот круг. А што се однесува до ДУИ, рече дека тоа е завршена работа. Филипче не планира да поднесе оставка. Ќе продолжам да работам на консолидирање на партијата, рече лидерот на СДСМ. Дополнително, Венко Филипче посочи дека во добар дел од општините СДСМ има зголемување на бројот на гласови во однос на ланските парламентарни и на претседателските избори. СДСМ во првиот круг има градоначалници во 3 општини: Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци. Струмица после 20 години доби градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН. Петар Јанков, кандидатот од ВМРО-ДПМН, прогласи победа во оваа општина. Народот ја препозна мојата волја, посветеност и љубов кон Струмица. Љубовта да создадам општина која ќе биде дом за секој од вас. Не ни е важно со кој ќе се надпреваруваме во вториот круг. Знам, ќе победи. Ова вчера вечер го соопшти кандидатот за градоначалник на Куманово Максим Димитриевски од Знам на славеничката атмосфера на плоштадот во Куманово. По пресконференцијата на Димитриевски се приклучи и општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Во Куманово симпатизерите на кандидатот за градоначалник Максим Димитриевски од Знам со музика прославија победа во првиот круг од локалните избори.
Меѓународните набљудувачи денеска на пресконференција ќе ги презентираат своите наоди за локалните избори 2025. Меѓународното набљудување на изборите е заедничка мисија на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОПСЕ ОДИХР, Конгресот за локални и регионални власти на Советот на Европа и Европскиот парламент. Мисијата вклучува вкупно 276 набљудувачи од 40 земји, составени од 254 експерти и долгорочни и краткорочни набљудувачи на ОДИХР. 15 пратеници и службеници од Конгресот и 7 од Европскиот парламент. Комисијата за избор на кандидат на Република Северна Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур денеска ќе одржи состанок во просториите на Уставниот суд. Како што информира комисијата, по состанокот ќе ги спроведе интервјуата кои ќе се одвиваат на англиски и на француски јазик. Меѓу кандидатите кои се повикани на интервјуа се поранешни и сегашни судии, универзитетски професори и адвокати. Станува збор за 11 кандидати. 9-годишниот мандат на македонскиот судија во Страсбур Јован Илиевски му истекува на 1 февруари 2026 година. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска и утре ќе учествува на министерскиот состанок за истражување и иновации на земјите од Западен Балкан, што се одржува во Подгорица, Црна Гора. На дводневниот настан, како што соопшти МОН, предвидени се повеќе панел дискусии посветени на развојот и поврзувањето на истражувачката инфраструктура во регионот, како и на анализата на ефективноста на планот за раст и националните стратегии за паметна специјализација. Посебен фокус ќе биде ставен и на примената на вештачката интелигенција во науката и истражувањето. КФОР спроведува обука за распоредување со хеликоптери во Јужно Косово. Хеликоптерите, според соопштенијата објавено на Facebook, распоределе германски војници во поддршка на независна патрола. Во соопштенијето КФОР нагласува дека продолжува да го спроведува својот мандат врз основа на резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 1999 година, за да придонесе за безбедна средина на сите луѓе и заедници што живеат во Косово и за слобода на движење во секое време и непристрасно. Русија и Украина треба да престанат таму каде што се сега на фронтовската линија. Останатото е многу тешко за преговарање, вели Трамп. Израел синоќа објави дека ги прекинал воздушните напади во Газа и дека прекинот на огнот е на сила по воздушните напади врз цели на Хамас, кој ги обвини за напад врз израелски војници. Ова е прво кршење на прекинот на огнот од ваков обем, откако прекинот на огнот стапи на сила на 10 октомври. Да одговори Трамп, кога новинарите го прашаа дали прекинот на огнот е се уште на сила. Тој исто така рече дека лидерите на Хамас не се вклучени во наводните прекршувања на прекинот на огнот, но дека некои од бунтовниците во тоа движење се одговорни. Трамп повтори дека индискиот премиер Моди му рекол дека Индија ќе престане да купува руска нафта, предупредувајќи дека Њу Делхи ќе продолжи да плаќа многу високи тарифи ако тоа не се случи. Прашањето за руската нафта е главна пречка за Трамп во долготрајните преговори со Индија. Сенаторот Родриго Пас е избран за нов претседател на Боливија во услови на тешка економска криза во андската нација, со што заврши 2 децении левичарското владење во латиноамериканската нација. Откако беа објавени резултатите, улиците на главниот град Ла Пас, кои дотогаш беа речиси празни, беа исполнети со поддржувачи на победникот, прослави и музика. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат. Повеќе вести ќе најдете на slobodnpečat.mk. Благодарам на вниманието и на довербата.